почетокот морам да истакнам дека имам чувство дека во оваа држава немаме или можеби не постои Министерство за информатичко општество и администрација. Бидејќи очигледно е или министерот или заменик министерот не знае што е основната функција на ова министерство. Од она што многу се ветуваше, малку се направи и еве ќе го потсетам заменик министерот што има предвидено во планот за работа на владата 2017-2020 година. Имено на страна 35 од оваа програма велите: Владата на Република Македонија ќе работи на создавање стручна и ефикасна, отчетна и транспарентна администрација која ќе обезбеди квалитетни услуги за граѓаните и бизнис секторот и ќе ги заштитува нивните права. И понатаму на страна 36 велите дека ќе ги зголемите платите во јавниот сектор врз основа на растот на македонската економија. Но од она што го гледаме во последните денови, односно последниот период во Република Македонија, врз администрацијата се врши голема пресија. Секојдневно се шиканираат лица кои што се ваши неистомисленици, се делат дисциплински казни, се делат откази од работа и се деградираат и омалажуваат државни службеници кои долги години работат во рамки на администрацијата. Но за сметка на тоа, секојдневно се вработуваат партиските послушници, гласноговорниците на шарената револуција и најблиските лица на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз. Министерството за информатичко општество направи или подготви функционална анализа, но оваа функционална анализа никако да стигне до нашите раце. Или не сакате да ја дадете, или оваа функционална анализа е анализа токму како да се избркаат поголем број лица од рамки на државната и јавната администрација. Затоа, заменик министер, првото прашање, односно првото мое барање е до следната седница на пратенички прашања да ја добиеме функционалната анализа која што Министерството за информатичко општество и администрација има подготвено. Иако таа функционална анализа не би завршена целосно, тогаш барем да ја добиеме во онаква форма во која што ја имате, како би можеле и ние да го кажеме нашето мислење за таа функционална анализа. Понатаму, моето второ прашање е, односно она што произлегува од вашата програма за работа на владата, тоа дека ќе ја зголемите платата на јавната и државната администрација, и не уверувавте дека со буџетот за 2019 година имате точно предвидено пари за да се покачи платата на јавната и државната администрација, но пред само неколку денови министерот за информатичко општество ретерираше и кажа дека платата ќе се покачи само под еден услов, а тоа е ако добиеме датум за преговори за почеток со Европската унија. Многу е жалосно да велите дека платата на вработените ќе се покачи, само ако сте добиеле датум за преговори за почеток на Европската унија, но вработените во јавната и државната администрација не се криви што вие на тој начин сакате да ја зацкриете неспособноста на одредени функционери во рамките на владата на Социјалдемократскиот сојуз. Ве молам за исто така за следните пратенички прашања да ми изготвите анализа како е поврзано покачувањето на платата во државната и јавната администрација, кој што е предвидено за септември 2019 година, поврзано со добивањето на датум за преговори со Европската унија, бидејќи за мене ова значи дека вие дополнително подготвувате чистка во рамките на државната и јавната администрација на лица кои што се ваши неистомисленици. И моето трето прашање се однесува на министерот за животна средина, кој што очигледно го нема, но јас ќе го поставам прашањето, па се надевам дека ќе добијам одговор на следната седница. Имено грената сезона е на почетокот е во самиот зародиш, а воздухот во Република Македонија е енормно загаден. Случајно или намерно, од кога Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, мерните станици во Лисиче и во Гази Баба од јули месец никако да профункционираат,
а неодамна и мерната станица во Битола престана да функционира. Дали тоа се токму градовите, односно токму општините, каде што загаденоста е најголема, па на начин граѓаните да не креваат паника, ги исклучивте мерните станици. Не ми се верува дека немате пари да ги поправите овие мерни станици, туку тоа е онака како што го кажав, ги исклучивте намерно за граѓаните да не креваат паника. Затоа ве замолувам за следната седница на пратеничките прашања да ми овозможите писмен документ со кој што ќе гарантирате дека во најскоро можно време, а тоа значи по можности до крајот на оваа година, мерните станици во Лисиче, Газибаба и во Битола да бидат веднаш поправени. Пари во буџетот имате и онака не ги трошите за други капитални проекти. Ви благодарам. Пратеничката постави